Ацо Шопов, 20 декември 1923-та, да, во Штип, 2023-та сме во Скопје во студиото на Македонската телевизија, заедно со професор доктор Сонја Стојменска Елзесер, професор на Институтот за македонска литература. Добро утро прво. Добро утро. И првото прашање, кој е Ацо Шопов и колку е тој значаен за Македонија? Колку е значаен? Ацо Шопов е еден голем македонски поет. Тоа е пред се она што нам ни е битно. Поет од оние кои представуваат столбови на нашата литература, значи оние кои непосредно со ослободувањето и со создавањето на Македонската република, држава и кодифицирањето на јазикот ја имаат таа привилегија, односно таа природна среќа да створат слободно на својот мајчин јазик. Значи, тој е меѓу групата на писателите, поетите, кои почнуваат со својот јазик да создаваат уметнички врвни дела. Во творештвото на тие автори, нивните книги, ние сознаваме како се развивала македонската литература, како од една ситуација кога воена, кога била целата интелектуална мисла насочена кон тоа ослободување, кон тој отпор, кон таа народно-ослободителна борба, да дојде до едно врвно уметничко остварување кое се носи со квалитетите на литературата во светски размери. Подобрите нации има таа среќа што тие работи кај ни се развивале со векови. 1-2 века ги минувале разните правци, разните. А кај нас нашите писатели во 10, 20, 30 години во своето творештво растеле и создавале пред се квалитетни стихови, квалитетна литература на македонски јазик. Што е незначено во неговата работа, кога ќе кажеме Ацо Шопов, од она што го имаме учено низ образовниот процес, прво име на некој негово дело е Очи, кое што барем мене ми доаѓа. Да, Очи. Ајде да почнеме од Очи. Очи е песна посветена на партизанка која загинува во борбата, нели? Вера Јоцич. Тоа е познато. Меѓутоа, иако спаѓа во оној корпус на песни што се поврзани со војната, со борбата, со потоа и изградбата, тоа е една чиста лирска песна со многу изразена емоција. Што сакам да кажам со тоа? Основното во поетиката на Шопов и сите години на развој е што тој е постојано лиричар од почеток до крај. Без разлика на каков тип на поезија пишува, а понатаму таа негова поезија расте, се надоградува, се видоизменува, но секогаш она што е клучно, што е емоцијата и лириката остануваат исти. Од таа поезија што тргнува од борбата, понатаму, значи тоа се тие песни, првата книжка, уште во текот, нели, уште 44-45 се пишувани тие стихови на партизански стихови негови. Подоцна тој расте, се случуваат во 50-тите години неговите збирки Слеј се со тишината, Ветрот носи убаво време. Тој веќе се врти кон интимата. Значи, Шопов е познат како поет кој во македонската поезија ја воведе таа тема на интимата, ја воведе на голема врата, односно рече, чекајте, доста пишуваме само за она што значи изградба, што значи освојување на слободата, да се свртиме малку кон себе, да се свртиме кон нашите интимни пориви. Потоа таа интима се надоврзува со рефлексијата и со метафизиката. Тоа е филозоф по образование. Значи, филозофските теми влегуваат. Потоа следат збирките. За него критичарите велат дека бил напред со времето. Неговите дела се случуваат многу подоцна од времето кое се напишани. Па, ајде, неговите дела не се случуваат, туку тие се безвремени. Да. Значи, тоа е поезија. Сега, дозволете ми само мал кус пресек, не сакам да звучи професорски, меѓутоа кус пресек после тие 50-ти каде што доаѓаат 60-тите, 63-та, Небиднина, неговата најбитна збирка, таму е тој веќе
целосно оформен како поет, како профил. 70-тите доаѓаат Гледач во пепелот и доаѓаат две збирки кои се некако комплементарни. Неговата збирка Песната на црната жена и Дрво на животот. Песна на црната жена е плод на неговиот допир со африканската култура. Вие не кажавте, мислев дека ќе ги кажете основните библиографски податоци, тоа е нели во тоа време. Да се зборува неколку амбасадор во Сенегал, тој има една близок контакт со Леополд Седар Сенгор и сите тие стихови во Песна на црната жена се плод на тој допир со другоста на африканското тло. За разлика од таа збирка каде што тој се свртува кон другиот, во збирката Дрво на животот се свртува кон својот штип, кон себе, кон она што значи роднокрајност и кај него тој космополитизам се надоврзува со патриотизам. Тој амалгам од патриотизам и космополитизам ги прави неговите стихови и лично национално битни, но и еден убав дел од мозаикот на светската култура. Да финишираме со оглед на времето кое е лимитирано, го чествуваме неговото раѓање, 100 години, секоја година ќе посветуваме соодветно време на него, да им кажеме на гледачите и особено на младите, колку значи Ацо Шопов за Македонија? Ацо Шопов, како воопшто сите наши вредни творци на областа на културата воопшто, не зборам само за поезијата, тоа се нашите белези на нашиот идентитет. И не многу ги поздравувам чествувањата по однос на денот, да, 100 години, се случува многу нешто на токму заради овој ден, меѓутоа тоа славење треба да биде континуирано. Континуирано да се вградени во целиот наш хабитус интелектуален. Секој наш интелектуалец треба да го има Шопов во својот хабитус. Ако ми дозволите, при оваа цела прослава на делот од творештвото на Шопов, најмногу ми се допаѓа тоа што оваа согодишнина се прослави во другите уметности пред се. Како што веќе видовте, вечерва се подготвува сите сме нестрпливи да видиме како една поезија ќе излезе на сцена на балет. Како ќе се случат стихови на балет. Ние сме секојаш исплашени кога нема да разбереме во првиот момент што значи тој стих, нели? Глушт на глушт, камен на камен, камена шума, изземнина. Чувствуваме колку е тоа убаво како збор, звучи, не мора да има логично објаснување. Меѓутоа, како сега кореографите ќе направат танцот, да го доживееме тоа. Тоа се тие молитви на нашето тело. И уште едно би сакала да спомнам, истова година се направија 4 анимацијски филмови на 4 млади луѓе кои стиховите на Шопов ги претворија во филмови, анимирани филмови, многу интересни. Значи, стихот на Шопов е инспирација за младите творци не само во поезијата и литературата, туку и во другите уметности. Професор доктор Сонја Стоименска Елзесер, благодариме што ова утро бевте гостин во Македонија. Натре уште еднаш ќе посетиме 100 години раѓањето на Ацо Шопов. Благодариме што. Ви благодарам.